Традиционалната завршна приредба на најголемите групи од сите објекти на детската градинка Младост се одржа денес во Центарот за култура Илјантевски смок во Тетово. На тој начин децата символично им се заблагодарија на вработените во градинките, со оглед на тоа дека од септември сите тие почнуваат да одат на училиште во прво оделение. Вкупно 340 деца годинава преку градинките ја поминаа предшколската подготовка во најголемите групи. Значи, ова година ја завршуваме со заминување на 340 деца кои годинава од септември ќе бидат првачиња. Тие денеска со своите песни и игри ќе се поздрават со родителите и со своите воспитувачи и негувателки кои толку години ги згрижуваја, ги воспитуваја и денеска ќе се разделат. Па годинава решивме да биде тоа по избор на воспитувачите, песни детски. Во текот на летниот период ќе се реновираат објектот Стара градинка и објектот Поток. Па оваа година знаете, ги направивме реконструкција комплетна на објектот Тетекс, но за овој период на одморите веќе започнуваме со комплетна реконструкција на Стара градинка и делумно на Поток. Така што очекуваме во 2020 да немаме стари градинки како што имавме порано. А децата кои што престојуваат во Стара градинка, каде ќе се? Децата ќе бидат префрлени на спортски центар. Значи, на едниот од спратот ќе биде за Старата градинка, бидејќи знаемо дека се намалува бројот на децата и така што ќе имаат услови за згрижување. Инаку интересот за упис во градинка и оваа година е голем. Детската градинка Младост во Тетово од септември ќе прими околу 200 деца, од кои најголем дел во групите со бебиња. Во пресрет на муслиманскиот празник Рамазан Бајрам, 40 деца од социјално загрозени семејства во Гостивар ќе добијат нова облека како подарок. Акцијата ја спроведува Сдруженијето Топла рака во соработка со Гостиварската локална самоуправа. Сакаме да внесеме малку радости во семејствата кои што немаат можност да им купат нешто на децата, како што е традиција за празниците. Токму затоа се решивме да ја организираме оваа акција. Градоначалникот Арбен Таравари нагласи дека општината секогаш дава поддршка на ваквите хуманитарни акции и излегува во пресрет за нивна реализација. Би сакал да можеме да помогнеме на илјадници деца, вако меѓутоа нашите можности се ограничени и подобро 1, 2, 3 или 40 отколку воопшто. Така да се надевам дека со наше возило денеска ќе ги поделат до сите семејства. Нормално јас посакав, а и тие се придржуваат на тоа да биде анонимно, да не знае никој и поклоните да бидат поделени, бидејќи во вторник е нашиот голем празник, така да ги израдуваме 40 деца. Подароците до семејствата ќе бидат распределени во текот на денешниот ден.
пресконференција денес одржа раководството на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово по повод објавените резултати од анкетата на студенти која ја спроведе феминистичкиот клуб, според која професори од двата тетовски универзитета барале сексуални услуги за оценки. Оттаму велат дека ќе преземат мерки и ќе спроведат истрага, според правилникот на универзитетот. Ние како универзитет ниту можеме да забраниме такви активности на студентите, ниту имаме цел тоа да го правиме. Ние напротив ги мотивираме студентите да прават такви иницијативи и постојано да се прават такви испитувања. Но мора да подвлечем тука дека тие се должни да водат сметка за основните принципи и основните методолошки аспекти кога прават едно истражување. Не може да се прави релевантно истражување на нешто што е доста сензитивно и тангира било кого, а на основа на анонимност. Така да во овој случај, ако е тоа така, тука се тие што го правиле за да тоа го протвекуваат, имено од наведените во случајот само кај нас во институција е само еден во полно работно време, уште тројца, четворица други се на парт-тајм кај нас, но без разлика како еден, како 10 е се едно. Значи, ние сме тука, ниту сме имале досега некоја представка, некоја жалба за одреден однесување на дотичен личност. Доколку би имале така, втората постапка, вториот степен е да имаме релевантни докази за тоа. Значи, не можеме да пресудуваме некого на основа на анонимни изјаснувања или не сака докрај да го докажуваат состојбата. Ниту еден од органите кои што функционираат во рамки на Универзитетот на Југоисточна Европа, значи ниту еден од органите што функционираат во рамки на Универзитетот, било да се тоа органи на самиот Универзитет или органи на студентскиот парламент и асоциација, досега не примиле ниту една жалба формална во однос на овие случувања или пак во однос на тие работи кои што биле перцептирани од студентите во рамки на анкетата. Значи, ако тоа го одговара вашето прашање, да. И феминистичкиот клуб само резултатите од анкетата ги пријавила во ректоратот. Меѓутоа, тоа се само перцептивни резултати во однос на случајната анкета. Тоа не се случаи кои што биле покренати по формална постапка од страна на конкретни лица кои што би се жалеле во некоја од постапките кои што ги има предвид, значи кои што функционираат во рамки на универзитетот. Полициски службеници од полициската станица Гостивар ноќеска околу 1 часот и 50 минути на магистралата Гостивар-Кичево во близина на каменоломите, вршејќи редовни активности, запреле патничко возило Голф со скопски регистарски таблици. При легитимирање на лицата во возилото, еден од сопатниците, 32 годишниот Еза од Скопје, одбил да се легитимира и агресивно се однесувал кон полициските службеници, а потоа излегол од возилото и физички ги нападнал. Лицето било лишено од слобода и задржано во полициска станица. Раководителот на гостиварската секција на Македонија ПАТ вчера пријавил дека во периодот од 28 до 30 овој месец засега непознати сторители одзеле 130 метри метална заштитна ограда и 6 метални столпчиња кои биле поставени покрај автопатот Гостивар-Тетово во местноста Боговинска река, атар на Тетовско Жеровјане. Кражба е регистрирана и во црква. Вчера 63 годишниот БА од тетовското село Радиовце пријавил тешка кражба во црквата Свети Атанасија. Засега непознати сторители ноќта помеѓу 29 и 30 мај насилно ја отвориле влезната врата и од иконите одзеле околу 1000 денари. Кратци оперирале и на територијата на Националниот парк Маврово. Вработен во Националниот парк вчера пријавил дека во периодот од 29 март до 28 мај годинава засега непознати сторители одзеле 2 видеокамери кои биле поставени во атарот на селото Требиште во местноста Солиште. Одземените камери, сопственост на НП Маврово, се користеле во рамки на проектот Заштита на Балканскиот рис.
Пешаците се најдоа во фокусот на акциската контрола која секторот за внатрешни работи Тетово ја спроведе вчера во периодот од 11 до 16 часот. Како што информира полицијата, при контролата вкупно бил откриен 51 прекршок, и тоа 37 на Тетовското и 14 на гостиварското подрачје. Најголемиот дел од нив, или 33, се однесувале на преминување на улиците надвор од пешачки премин, и тоа 19 во Тетово и 14 во Гостивар. 15 пешаци во Тетовско не ги почитувале светлосните сообраќајни знаци или знаците што ги дава полициски службеник. Постапувајќи согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, биле изготвени 50 прекршочни платни налози и исто толку покани за сообраќајна поука, како и една писмена опомена. Во акциската контрола биле утврдени и 18 други видови сообраќајни прекршоци кои биле соодветно санкционирани. Младиот тетовски писател Јован Илиевски ја промовираше својата четврта издадена книга «Ноќта кога ја напуштив Прага». Пред тетовската публика за книгата зборуваше промоторот Ксенија Николова. Книгата се роди сосема спонтано. Морам да кажам дека Ингрид, главната хероина, е една од најубавите ликови кои сум ги создал воопшто. Сметам дека баш ова книга ме осликува мене и тоа што навистина сум, иако се работи за Прва светска војна. Тоа носи длабока порака и сметам дека секој ќе може да се пронајде во неа на овој или на оној начин. Книгата работи тематика за себе и навистина сум горд што одбрав баш овој дел историја да го обработам со една љубовна линија во неа. Пораката на книгата е храброста. Храброста треба да ја имаме сите и сметам дека кога сите барем на еден ден би биле она што главниот мој лик е во книгата, светот би бил многу подобро место за живење. На книгата работев една година. Морам да кажам дека во обем е најмала од претходните, но е тешка, со најголема тежина. Илиевски твори од својата 15-та година и е автор на книгите Душа на парче хартија, Кругот на животот и Сенки на полноќ. Романот Ноќта кога ја напуштив Прага е издадена од издавачката куќа Култура. Управата за јавни приходи информира дека ќе им овозможи на граѓаните да ја потврдат, односно коригираат, пред пополнетата годишна даночна пријава во текот на викендот. Ова од причина што крајниот рок за добивање на статус на конечни даночни пријави е во неработен ден, согласно што на 3.6. понеделник годишните даночни пријави ќе добијат статус на конечни даночни пријави, според последниот статус на годишната даночна пријава, потврдена или коригирана. Пријавите кои што од страна на граѓаните не се ниту потврдени или коригирани, ќе бидат службено потврдени. Годишната даночна пријава која што граѓанинот ја коригирал, а добила статус на конечна даночна пријава, ќе треба да биде одобрена од службено лице на Управата за јавни приходи. Доколку службеното лице не ја одобри коригираната даночна пријава, ќе се донесе решение за утврдување на персонален данок на доход за 2018-та. Пресметаната разлика за доплата по годишната даночна пријава и платените аконтации во 2018-та, даночните обврзници имаат обврска да ја платат најдоцна до 30 јуни, согласно законските одредби. УЈП нема да носи решение за 2018 година на пресметаниот годишен персонален данок на доход. Граѓаните кои имаат потреба од помош при коригирање на предпополнетите годишни даночни пријави можат да се обратат во контакт центарот на Управата за јавни приходи.
Воедно од УЈП апелираат до граѓаните кои оствариле приходи, а се уште не се регистрирале на системот е-персонален данок, истото да го сторат во најкраток можен рок, имајќи ги предвид бројните придобивки на користењето на системот, меѓу нив и заштеда на време кое што досега даночните обврзници го губеа, чекајќи во долги редици пред шалтерите и во даночните канцеларии на УЈП. Тензиите на Косово се смируваат, а и да има слична ситуација во иднина, таа нема да биде со таков интензитет за да може да ја загрози безбедносната состојба во Македонија и во регионот, вели председателот Стево Пендаровски. Тој посочува дека македонските институции будно ја следат состојбата и оти соработуваат со КФОР и со меѓународните фактори. Значи, во овој момент, трендовите, да повторам, се во надолна линија, трендовите за загрозување на безбедноста, состојбата се смирува, и проценките за еден куз временски период, бидејќи таму долгорочни прогнози не може да се направат, неблагодарно е, со сигурност да знаете, што ќе се случува, е дека и да има тензии со сличен карактер, сличен профил и слични пропорции, тие нема да бидат такви за да загрозат безбедноста на околината на Република Косово, особено нашата држава. Пендаровски како врховен командант денеска за прв пат го посети Министерството за одбрана и Генералштабот на РМ по изборот на функцијата. Министерката за одбрана Радмила Шеќеринска вели дека нарушувањето на безбедноста кај соседите секогаш има последици, но оти со членството во НАТО Македонија добива дополнителни гаранции. И наместо само да стравуваме, ние како држава и како влада решивме да действуваме. Затоа во 2017 го ставивме фокусот на нашето членство во НАТО, за да обезбедиме нашата држава да има дополнителни безбедносни гаранции, дури и во случај на регионална нестабилност. Председателот Пендаровски вели дека идејата за размена на територии или корекција на границите меѓу Србија и Косово е анахрона идеја која не може да донесе ништо добро. Бидејќи е неодговорно да се разговара за една во суштина грозна идеја за размена на луѓе и територии во 21 век. Последен пат таква работа се случувала со поддршка на големите сили пред околу 1 век, 1923 година. Прашете ги Грција и Турција, ден денеска влечат последици од таа размена на луѓе и територии, че не можам да замислам дека може нешто пострашно да се случи ако некој стварно мисли сериозно да влезе во екзекуција на еден таков проект. Тензиите меѓу Косово и Србија се зголемија во изминативе неколку дена по акцијата на косовските специјалци и апсењата во северниот дел на Косово претежно населен со срби. Времето денес беше претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата се движеше во интервал од 8 до 23 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди и со умерен до засилен ветер од јужен правец. Попладне ќе има локална појава на дожд и грмежи. Температурите ќе се движат во интервал од 8 до 23 степени Целзиусови.